Точно време е за првиот утрински разговор. Денеска во овој понеделник наш гостин е доктор Љупче Бубе Трајчев, доктор по природна медицина, нутриционист и хербалист. Наш веќе драг гостин и пријател соработник на утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро, доктор Љупче. Добро утро, Иренче, и за тебе. Добро утро. Добро утро. Драго ми е што ќе отвориме повторно тема за придобивките од органската храна и нешто што и тоа како многу ни е важно во ова брзо и многу нездраво време во кое сите некако гледаме да помине денот, така нели? А за последиците и не ни размислуваме. Така е. Да. Сузе, благодарам за убавата најава. Може да си почнеме со разговорот, нели, таман вистинско време. Првиот гостин ова утро, како што кажа и Сузе, наш драг соработник, Љупче Бубе Трајчев, доктор по природна медицина. Ке зборуваме за природната, за органската, па и за природната медицина и козметика. Тоа некако доаѓа заедно. Едно по друго. Сме зборувале, сме објаснувале повеќе пати, ама за почеток еве како вовет во разговорот да објасниме што се подразбира под органска или природна медицина. Пред се поздрав до сите гледачи на телевизија Алфа и за целата екипа која што реализира оваа утринска програма. Природната медицина е начин на лекување, може да се каже, спречување на да не дојде до одредена болест или состојба, за разлика од класичната медицина, пристапот е малку поинаков. Што значи тоа? Дека природната медицина ги бара причините зошто настанала некоја состојба или болест, а не ги лекува само симптомите, него гледа од корен да го излечи тоа што да го промени на некој начин организмот, за да тој самиот во суштина ние секогаш сами се лекуваме, нашиот организам, и кога користиме и така наречени медикаменти кои што се изградени по хемиски пат, тие го стимулираат нашиот организам за тој нели да самиот на некој начин го зголеми имунитетот и да може да превенира, да се излечи и да ја реши таа состојба во која што се наоѓа. Меѓутоа, за разлика од класичната медицина, за разлика од медикаментите кои што се настанати по вештачки пат, нели секоја состојка која што не ја препознава нашиот организам, која што не е од природата, таа предизвикува последици секогаш на црниот дроб, на бубрезите, на цревата, онаму каде што нели влегува храната и каде што се филтрира, за разлика од природните состојки кои што нашиот организам ги препознава, ги асимилира и тие не предизвикуваат оштетување на нашите органи. Значи имаме многу придобивки. Например, да речеме некој лек кој што го користиме, да речеме за желудник, тој освен тоа, на природен пат, ги чисти и цревата, ја подобрува работата на цревата, цел дигестивен систем, придонесува за намалување доколку има притисок шеќер во крвта. Значи, еден сублимат на сите, на целокупната состојба ја променува во нашиот организам, за разлика, да речеме, од медикаментите кои главната цел е да делуваат на едно место, меѓутоа може да настанат последици, други проблеми и кругот е секогаш тука не се затвара, секогаш нели доколку се почне, луѓето знаат доколку почнат со една терапија, после следува една, па друга, па трета и секогаш се маскираат последиците и се во круг. Пристапот на природната медицина не е тој. Значи, пристапот е да видиме од кај доаѓа проблемот, да го решиме и таа функционира така и во последниве години имаме многу задоволни луѓе кои што, например, престанале со терапии и слично, користат само природни состојки и си го одржуваат своето здравје онака како што треба. И нормално, нели, тука и храната мора да се внимава, затоа што и храната е таа која што е и лек и храна, како што рекол Хипократ пред илјадници години, нека лекот биде твојата храна и храната нека биде твојот лек, така да мора да внимаваме, посебно во ова време каде што имаме во секоја храна која што е преработена, која што содржи масти кои што не ги распознава нашиот организам, трансмасти во секој производ што се купува на полиците, на маркетите кои што можеме да ги најдеме и користејќи ги тие производи секојдневно нашиот организам се бори, доаѓа до моментот кога покажува
слабост која веќе не може, а тој ни праќа симптоми, меѓутоа ние не сакаме не ги препознаваме, да, или ги препознаваме, меѓутоа не сакаме да ги прифатиме, ги игнорираме, нема ништо, чекај уште еднаш, од ова нема да ми биде ништо, уште денес ке јадам и кога ќе биде веќе сериозна работата, нели кога ќе се појави некоја болест, тогаш малку се освестуваме, така да мора да се внимава на исхраната. Органската храна е многу битна. Храната која што не е третирана од повеќе причини. Првата причина е не содржи хемикалии, а другата причина што е многу битна, што не е... Зборуваме сега за органската исхрана, така? Да. Еве, ја ќе замолам режијата, може да ги погледнеме и инсертите кои што ги подготвивме, да видиме како дел од вашиот бренд Биогарден, кој што произведувате органска храна, така? Па, органска храна не многу. Ние кога имаме органска храна, ја нудиме на нашите купувачи. Меѓутоа, главната цел на Биогарден е да произведе органски природни производи кои што го подобруваат здравјето на некој начин. Тоа се да, имаме различни производи скоро за сите проблеми, за сите органи. Тука можеме да ги видиме и клин миксот, железомиксот, кој што е исто така многу битен за појачување на крвната слика, затоа што слабокрвноста се повеќе и повеќе е присутна. Ние имаме производ кој што е направен така да за неколку дена може да ја поправи целата крвна слика. Се тоа природни производи искомбинирани така да целата хомеостаза. Како додатоци во исхраната, така? Додатоци во исхраната, да. Токму така. Сето тоа е направено од билки, од семиња, не користиме, значи, полупроизводи. Сите билки од кои што се направени овие производи што ги гледаме, лично јас сум ги собрал. Да, еве, имаме производи и овде, донесено на масата. И сега, оно што го објаснивте, тоа е ова, така? Ако добро ве разбрав. Што кажавте за чистење на организмот? Ова е клин миксот, кој што служи за чистење на цревата и ги отстранува токсините од цревата, паразитите и слично, и ја подобрува перисталтиката на цревата, која што е многу битна. Најбитно во нашиот организам е ние да имаме добар микробиом во цревата. Тој е пресуден за должината на нашиот живот и за здравјето на нашиот живот. Доколку микробиомот е добар, ние можеме да бидеме резистентни на многу болести. Знаеме за време на короната сите кои што има микробиом добар, имаа здрави црева, останаа поминаа многу полесно и некои кои што има огромни проблеми не можеа ниту да го издржат налетот на тие хемикалии, да ги наречам и вируси кои што беа имплементирани. Така да тоа е најбитното нешто што може што треба да го негуваме во нашиот организам, затоа што ние не сме само автохтони наши клетки, ние живееме во симбиоза со бактерии. Имаме повеќе бактерии во нашиот организам отколку што имаме собствени клетки. Значи за сето она што се случува, ние ја имаме Helicobacter pylori, која што е бактерија која што да речем во наводници современата медицина вели дека е опасна бактерија која предизвикува канцер на желудникот, што јас апсолутно не се сложувам со тоа. Ќе објаснам зошто, затоа што таа живее во нашиот желудник за да ги јаде отровите кои што ние ги внесуваме. Со внесување на лоша исхрана и со внесување на многу токсини, хеликобактерот се намножува. Не за да не уништи наш, него за да ги уништи отровите кои што ние ги внесуваме. И што се случува? Ќе одите вие на лекар, ќе ви препише тројна терапија на антибиотици, која што ќе испиете и по 6 месеци повторно ќе ви се врати хеликобактерот или ќе фатите кандида од тие антибиотици. Зошто? Затоа што ќе го уништи скроз микробиомот, ни пробиотиците не можат толку да ви помогнат на тројна терапија на антибиотици, што е погубно за нашите црева, а истото може да се реши со например, со овие капки кои што ги имаме тука, за 10 дена се решава хеликобактерот. Ова го зборувам вака слободно, затоа што веќе имам илјадници луѓе и јас го имам. Кога бев на едно патување, месец дена не јадев добра храна, кога се патува, нели, надвор, да речеме во Азија беше тоа, небитно. И кога се вратив, имав болки во желудникот, го направив најточниот
тест за хеликобактер, што е тоа тестот со дување. И вториот најточен тест е тестот од измет и третиот од крв, што не е многу релевантен. И имав хеликобактер, некаде за 2 недели го излечив исто и кај мене. На тој начин што со користење на оваа тинктура, со комбинација од многу билки, се чистат отровите, токсините, се пие 3 пати дневно, се чистат токсините од самиот желудник, се обновува флората на желудникот и хеликобактерот сам се намалува, затоа што тој неговата храна се токсините. Тој не е создаден во нашиот желудник за да не уништи нас. И тука е огромна грешка за сите што користат ваков лек. Илјадници луѓе страдаат денеска од хеликобактер, затоа што знаеме дека во секоја храна има многу токсини сега, сакале ние или не, што од пестицидите, што од додатни емулгатори, вештачки бои и слично. И сето тоа се отрови кои што веќе започнува процесот на чистење во нашиот желудник. Организмот е така паметно направен за да гледа да ги отстрани нели сите токсини, па потоа тоа продолжува во цревата, во црниот дроб, па во желудникот, за да добиеме една крв која што ќе може да биде наше гориво, наша сила во организмот. Многу убаво објаснивте. Еве кажавте некои работи кои што и јас искрено не ги знаев и ви благодарам еве за овие совети. Значи Биогарден работите исклучиво од органски, како кажавте, тинктури, чаеви, овие билки се сите собирани. Од каде ги тоа сакав да прашам. Да, овие билки почнувајќи од Кожув, Скопска Црна Гора, еве утре одам во Скопска Црна Гора да собирам. И вчера бевте и смилј, кога идеме побара. На пример, смилјот е медитеранско растение, меѓутоа ние имаме на неколку места карпи на Скопска Црна Гора кај што има извонреден смилј кој што дава повеќе етерично масло од медитеранскиот смилј, што е многу интересно за Македонија. Билките во Македонија се многу благословени, како да кажам, се многу посилни од било кој. Знаеме дека ние имаме афион со 14 единици морфиум, што е неверојатно на светско ниво. Вториот има во светот е колумбискиот со 7. Што значи ние имаме дупло повеќе и сите билки кои што се кај нас, и мајчината душичка и овие народот сите што ги знае се прекрасни билки. Јас ги собирам на 1500. Ајде споменеме делот од производите, еве овие овде што ви се, да кажеме, кажавте клин микс, нели го кажавте ова маслото? Ова е железомикс за подобрување на железото во крвта и хемоглобинот, направен е на тој начин да содржи многу витамин С. Како содржи многу витамин С? Има мелена шипинка која што сирова има 1000 милиграми витамин С на 100 грама, а вака има некаде кога ќе се исуши има 3 пати повеќе, значи во ова тегличка има околу 1500 до 2000 милиграми витамин С, се зима наутро на гладно по една лажичка, може и 3 пати дневно доколку железото е многу пониско од, да речеме, од 5. Поред еве вака може да одиме со производите, бидејќи има многу, јас не можам да имам и природна козметика направена, како што кажав, утре ќе одам да собирам смилј. Смилјот е најдобрата анти-ејдж билка. И незиното латинско име е дека е секогаш билка која што е секогаш жива. Да, и имаме и природна козметика која што изработуваме, креми, еве го тука е и шампонот кој што е исто така природни органски, направен од билки, најдобрите билки за шампон за тело, за коса, така? За коса, да, може и целото тело да се мие, затоа што содржи се што е внатре е природно. Единствено пантенолот кој што го користам тоа е купено од аптека, другото е се моја лична изработка. Како што кажав, имаме за желудник, имаме за чистење на црниот дроб, за диабет, тинктура за женска плодност, имаме спреј за грло, спреј за нос и спреј за синуси. Тоа се овие тука, ова е спрејот за синуси, спреј за нос и спреј за грло. А доколку некој има проблем со синусите, за некаде 3 дена ги одзатнува синусите. Тоа е направено исто се природно со дива краставица, која е број 1 за одзатнување на синуси, да кажеме. И ова е, например, масло за сончење, кое е изработено од природни масла и некаде има од 15 до 20 СП фактор за нели да не изгориме на сонце. Љупче, колку време
време се занимавате со природната медицина? Ве гледам со каква жар и со каква љубов зборувате. Како што кажавте и самиот, помагате на многу луѓе, нели, на природен начин да си го издигнат и имунитетот и да ја избегнат она, како што кажате, да избегнат повеќе симптоми. Значи, ова природната медицина повеќе како превенција, така? Подобро нешто да се спречи отколку да се лекува. Па и превенција и лечење на некој начин, еве, како што кажав, хеликобактерот на пример може да се реши со капкиве со едно шишенце, да не се зима таа тројна терапија, за да не се уништи микробиома, да не се уништат цревата, кои што се многу битни. Јас се занимавам многу долго. Има интерес кај нас природната медицина? Па има, да, се повеќе и повеќе, затоа што јас им не се рекламирам многу. Тоа оди од човек на човек, обично на брат ми му помогна, комшијава ми кажа и слично. Се занимавам многу долго, на млади години, уште 96-та година, имав оштетување на црниот дроб, кој што го направив од нездрава храна и користење на многу пијалоци, енерджи дринкови и слично. И тогаш почнав да истражувам, затоа што за црниот дроб единствено може природно да се излечи, не постои синтетички лек, затоа што синтетичкиот лек пак треба да помине преку црниот дроб, она што го кажував, за тој да ги отстрани отровите. Тој се обновува. Тој се обновува, меѓутоа мене ми требаше 6 години, од 96-та дури ми се врати таму како му доаѓа 2002 година, црниот дроб да ми биде, сите вредности да ми бидат во нормала. Значи толку ми беше билирубинот, зголемен, небав сила и слично. И од тогаш почнавте да истражувате? И од тогаш почнав да истражувам. Јас тогаш работев во Вокс радио, иначе сум бев радиоводител 20 години до 2014-та, од каде што престанав со радиоводителство, почнав да шетам во светот, да истражувам баш за природна медицина на сите континенти, како се лекува, кои билки се битни и слично. Тоа ми беше патување туристичко, меѓутоа истражување. Од 96-та почнав, значи, да се занимавам со ова претежно за себе, почнав да правам природни лекови кои што ќе ми помогнат, потоа за пријатели и некако тоа се рашири, почнаа луѓето да бараат и пред 12 години направи фирма која што, нели, за да може се да биде како што треба, регуларно, да, со сите документи и слично, за да тоа функционира онака како што функционира. Јас не планирам да се ширам повеќе, сакам да останам фокусиран на тоа колку можам и оние кои што сакаат, нели, ќе треба некојаш и малку да почекаат, можеби и недела, две, додека некој производ биде готов, меѓутоа моето мото е не сакам да се ширам, затоа што со ширење на работава ќе треба, нели, повеќе суровини, меѓутоа јас не сакам да увезувам суровини или некој друг да ги набере, затоа што бирањето, исто така правењето на овие сите природни лекови, тинктури и слично, мора да се одберат билките да бидат зрели, да се одберат во вистинско време и да се исушат на правилен начин и да се обработат на правилен начин, што е многу битно. Се тоа сам го работите? Па 90% го работам сам. Да, што е малку напорно, меѓутоа јас се сакам работа, некогаш се заборавам и работам и доцна навечер, меѓутоа така да имам енергија, имам волја и најубав е фидбекот кога некој ќе ви каже дека многу му помогнал. Само уште едно последно прашање за крај, бидејќи веќе тука сме сузенели некаде веќе со времето. Сакам да прашам дали само за чистење на организмот имате производи, кажавте козметика, за хеликобактер или за било која состојба на организмот? Па за било која состојба имам различни, како што кажав, пред се тука тинктурите, имам значи за сите органи, за црниот дроб, за чистење на бубрезите, за подобрување на работата на тироидата или оние кои што имаат јазли на тироидата, затоа што на пример Хашимотото е болест на тироидата кој што секој четврти веќе пети ја има. Таа аутоимуна болест настанува поради загаденост на клетките со токсини во тироидата која што сама почнува да ги напаѓа, нели, да предизвикува таква состојба. Со чистење на тироидата се враќа функцијата на тироидата и таа почнува да работи
онака како што треба. Исто така имам за чистење на крвните садови, сремушот е одличен, дивиот лук кој што содржи огромно количество на алицин, направе во тинктура на начин на кој што јас ја правам. Значи некаде за 15 на дена се симнува холестерол, триглицериди, кои ќе се исчистат крвните садови, се функционира онака како што треба. Значи буквално за секоја состојба, исто така многу често знам да подарам, некој што е скептичен му давам гратис, да проба, некој што не е задоволен може слободно, значи да се јави да му ги вратиме парите. Значи не, пред се сакам да кажам дека Биогарден како моја идеја не е направена да функционира, да биде профитабилна, него направена е да помогне на луѓето, а сето оној профит кој што доаѓа не е примарна, него е секундарна работа, така да секој кој што сака може слободно да ми се јави да гратис да му дадеме, нека проба, па може после да си плати или да си го купи. Не е проблем, битно е значи да се помогне и многу битно е да се одржува организмот чист, затоа што во чист организам никогаш ние не можеме да имаме болест, затоа што се ќе функционира како што треба. Браво за ова. Еве вака, завршница за крај. Благодарам многу, Љупче, што одвоивте време овој понеделник да бидете заедно со нас. Убави совети. Навистина, еве вака, и јас некои работи не ги знаев. Благодарам што ги слушнав за прв пат, со огромно внимание го следев и ве пратев како зборувате. Ви благодарам многу. Не знам, благодарам. Ако имаш некој прашање, подпрашање. Јас многу прашања ви сакала да го поставам, но после емисијата се разбира. Ви благодарам што начнавте ваква тема понеделнички, ги подсетивме гледачите колку е важно здравјето. Само уште нешто за крај. Благодарам на поканата, се надевам дека за ова кратко време има многу да се зборува. Меѓутоа гледав колку можам концизен да бидам, така и попластично да ги објаснам работите, затоа што многу е битно да пред се здравјето е најбитно, а меѓутоа кај нас многу малку се обрнува внимание, за разлика да речеме од Азија, од Јапонија и Кина, кај што децата од мали се учат дека здравјето е најбитно. Кај нас тоа не е така, за жал, тоа мора да се смени малку системот кај нас, затоа што ние мораме да имаме здрава популација. Кога имаме здрава популација ќе биде и креативна. Ете, баш со вакви разговори, со вакви едукативни разговори, информативни, еве вака, па дури понеделнички рано наутро, мислам дека сите придонесуваме во тоа. Да почне неделата. Ви благодарам многу.